Со екипата пристигнавме во Чучар Сандево. Денес ќе запознаеме со историјата на баба Ружа, која што тешко живе. Јаде само лепи вегета кога има и тоа. Најчесто е прегладната, премрзната и затоа сака да ја сподели со нас незината животна историја. Баба Ружа, добар ден, јас сум Оливера. Тетка Наде те пријави во Срце на дланка. Тоа е емисија. Нада. Те пријави и ни кажа дека живееш сама и дека живееш тешко. Па ќе ни раскажеш ли како живееш? Како ти е? Што те мачи? Не можу, немам силу. Што ти е тоа во раката? Што е тоа што држиш? Тоа во раката. Маша, Зошто ја држиш? затворам врата. Зошто? Ќе ми отвори врата, ќе ме удави, ќе ме заколе. Кој ќе те закола? Тај што ме плаши. Чекај, да ви кажам. Пази. Види ga камен. Ќе ме удави у врата. Ga чувам камен. У врата. Жау! И ја на земни пат од кревет. Туго мене ќе му тепа, ќе ме заколе. Ето, да чувам. Затоа се заклучуваш со Машата? С мама. А зашто те плашиш? Што сака од тебе? Што сака од тебе тој? Од Бога да најди. Да ме утепа, да не стои овде у куќу. Да му ослободи куќу на сега. Тој му плаќа, да ме утепа. Ајде да влеземе, полека. Ајде да влеземе. Устај го каменот. Како живееш ти? Како живееш ти? И некои 3-4 години. Нема. Полецка. И нема да го најдем. Не излегуваш од собава? Од собава не излегуваш? Од оваа соба не излегуваш? Не. Се плашиш? Тука си плашам. сама? Заклучам. Како живееш? Што правиш по цел ден? Тако. Седи. Kad nemam drva ići, tako. Sedi bez oven, legni. Pokri se sa stoj kebuša mi ga dalje. Nemam pokrivač. Јадена ли си? Јадеш ли? Имаш ли за храна? Nemam 1 kilo jogurt, to je. Eto, otvorite, vidite. Од кога не си јадена? Sino je kad se stomnilo sa svagetu. Тој кило јогурт, друго немам, ништо. Ништо немам. Зошто не купиш храна? Храна, зошто не си купиш? Сошто? Без пари? Немаш пари? Па немам динар. Свеќе да умру немам да ми се пали. Не ми скриве, Санчо. Не ти е добро? Не ти е добро? Не сама, не ми јарно. Се триеше ме страх. Страх. И готово. Баба Ружа, Ој, тука очигледно е дека не се чувствуваш добро. Имаш ли некоја желба? Сакаш ли нешто? најдете некој сопче да живу 2 дена доставнije. Само работа не ми лупа. Не е живот тој, кучински живот е га живу. Тој не е, нека не даде Господ никому мој. Ако сум сирота, немам ништо. Зашто да ме узмирава? Што му чиним, што сум дужна ја? Не сум дужна никому. Сакам да ми најдете нигде, аман. Не се живи, синко. Верувај. Верувај Бога дека не се живи. Немам кој да ми води ред, нема и готово.
Душа со душа се поврзува и се раѓа чисто ново битие, кое не бира ниту ден, ниту час за негово создание. И кој сум јас, ке рече Раим, да му ја земам душата на тоа суштество, ако Бог одлучил тоа да се роди. На денес 8 годишната Нил, уште во утробата на мајка си било откриено дека ќе биде поразлична од другите деца. Сепак уште тогаш Раим можеби ќе го одберал потешкиот пат, но ќе докаже дека нема да оди против волјата на Господ. Се раѓа Нил, за жал со диагноза која веднаш ќе ја однесе во операциона сала. Таа и до ден денес нема да ја дозволи да проводи како своите братчиња. Таква е судбината на овој несреќен татко, кој како дете сиромашно живеел во селото Пласница. Откако создава семејство, сложните селани консолидирано му градат нова куќа во село Преглоба. За жал во таа куќа ова семејство не може да биде среќно, зашто жалот што и Нил не може да има безгрижно детство како останатите деца. А Раим е единствениот што носи минимален приход дома и кој е доволен само за да го прехрани семејството. За терапии, третмани и операции во странство е принуден да се обрати до јавноста за да ја помогне на својата ќерка. И ќе рече, нема да се смирам додека не ја видам ќерка ми на носе. Добар ден и добре дојдовте во Срце на дланка, емисија од хуман карактер која што помага на најзагрозените или оние кои што имаат проблеми и имаат храброст да се пријават. Сите вие кои што собравте храброст и сакате да се пријавите, тоа можете да го сторите на веќе добро познатиот телефон 075 304 405 или пак на социјалните мрежи на Срце на дланка, на Facebook, Instagram и Twitter. Се смета дека сите ние кои што поседуваме љубов, добрина, хуманост, сме ја сватиле суштината на животот. Сите ние имаме отворени порти кон рајот. За жал, суштина на животот нема двете семејства кои денес за кратко ќе го стават своето срце на дланка. Ајде да ги слушнеме нивните приказни, а потоа да се договориме и како ќе им помогнеме. Вие знаете дека во Срце на дланка опфаќаме семејства кои што живеат тешко и кои што се семејства од социјален ризик. Семејства кои што не знаат како го минуваат денот и како го минуваат и сврзуваат едниот со другиот месец. Така живее и семејството кои за многу кратко ќе го видиме во Срце на дланка. Душа со душа се поврзува и се раѓа чисто ново битие, кое не бира ниту ден, ниту час за негово создание. И кој сум јас, ке рече Раим, да му ја земам душата на тоа суштество, ако Бог одлучил тоа да се роди. На денес 8 годишната Нил, уште во утробата на мајка си било откриено дека ќе биде поразлична од другите деца. Сепак уште тогаш Раим можеби ќе го одберал потешкиот пат, но ќе докаже дека нема да оди против волјата на Господ. Се раѓа Нил, за жал со диагноза која веднаш ќе ја однесе во операциона сала. Таа и до ден денес нема да ја дозволи да проводи како своите братчиња. Таква е судбината на овој несреќен татко, кој како дете сиромашно живеел во селото Пласница. Откако создава семејство, сложните селани консолидирано му градат нова куќа во село Преглоба. За жал во таа куќа ова семејство не може да биде среќно, зашто жалот што и Нил не може да има безгрижно детство како останатите деца. А Раим е единствениот што носи минимален приход дома и кој е доволен само за да го прехрани семејството. За терапии, третмани и операции во странство е принуден да се обрати до јавноста за да ја помогне на својата ќерка. И ќе рече, нема да се смирам додека не ја видам ќерка ми на носе. Ја првин живеа во село Пласница. Ама ние имам не стара куќа, одамна многу стара куќата и на распажење беше. И благодарение на селаните се одлучија овде општината ми даде место мене. Селаните се одлучија да ми направат куќенче, поради што цела течеше куќава вода, капеше. Влага имаше, секакви смрдејона деше.
Таму каде што живеевте претходно? Каде што живеев во Пласница. Таму сигурно и детството го помина? Да, таму детството го поминав. Родители имаш? Имам, па ми почина да умре. Умре млад многу родителот, само мајка имам, а мајка ми е со помалиот братци. Дома. Јас сум само жена и 3 дечиња. Па овде 3-та година ова ми е мене, што сум во Преглаво преселен. Фала му на Господа, на ова захвален сум. Значи, захвален сум што на сите донатори што помогнаа долго што се успеа. Да може да фале уште работи во куќава. Ама фала им многу што ова го постигнав и овој успех. Сепак тико што речете да фале уште работи си фала. Ама мене целова не ми е за куќава. Доволно волку понатака здравје. Ако заминам негде странство, ќе се расредуjem ја. Што се преселе во ново куќинче што децата не ми си жената под ризик. Вработен си. Да, Македонија пат се вработен на оваа 4-та година, 18.000 плата за ним. Он ним јадење, он ним пиење, ова пат плача, значи од тиот 18 мене ми се 15.000 чисти. Од 15.000, значи со овие 15.000, до пола месец не може да помине. Значи до пола месец. А остатокот? Остатокот, што се велат кај мене, кај тебе зема заем пари. Ќе му се јава на пријател на другар, ми треба 1000-2000, кој ќе зема платата, му ги врача. Дека дедовите на Јанусот среќата во домот докажува случајот на Раим. И покрај тоа што има каде да живее и е вработен за да го гледа семејството, сепак друга болка му го распарува срцето – болеста на Нил. Во 7-миот месец од бременоста на неговата сопруга и било кажано дека детето ќе има пречки во развојот и нема да може да се движи. Но сигурни во волјата на Бог, Раим и сопругата одлучуваат. Ако Бог одлучил да се роди ова дете, кои сме ние да му ја земаме душата? Мене маката ми е најголемата мака, што сака на черка ми ги помогне. И сварно што сака, ама толку ми е силата. Што се случува со Нил? Па со черка ми се случи таа Скопје направи операција во државната. Значи, ја направи докторов и не гарантираш, имаш инфекција во коленчина слободно можеме да снимаме детето. Да заврти, че му кога наде мајчето ја да видиш ти цела е сечена во коленчето. Кога е родена Нил и како дознавте дека нешто се случува сериозно со незиното здравје? Јас дознав во бременоста на 7-миот месец. Во Кичево кај докторот кој носев. Женава не можеше донада, не ми се гледа тука, ама ќе ви кажа на 7-ми месец. Попојда мене веле дето веле нема да бидете, кога што требате инвалид ќе ви бидете. Ја му веле вака, ако го решил за Господ така да бидете, и ако решил Господ да има лек, ја несу Господ душата да му зема на дете. На мене велеше да го чистете. Дека го чистите супругата. Не реков ја тоа во обзир не идете. До последна минута, до последна вена дурмиковка, ја за неја се грижам. Таа уште кога се роди, ви напишаа диагноза дека има спина бифида со хидроцефалус. Тоа значи проблеми со работниот столб, односно дека нема да може да проводи веднина, но и вода во главата. Да, вода во главчето. Уште веднаш, уште како многу мала, за само неколку дена таа беше, подложена на операција. Па на операција беше черка ми денеска женава е пораđаат во Прилеп. Иста ден со брза помош Скопје со не се черка. Иста ден Скопје направила операција, иста ден пумпа и ставила во главата. Зашто служи таа пумпа? Таа пумпа и служи кога има во главчено вода. Кога ќе оде мала нужда, пумпа ти ја поврза нези собе шикат. Кога ќе оде мала нужда, и тоа ги пумпа ти ја важат војцата од главчето. И ја тргат, те шмукат, таква е пумпа. И таа пумпа ќе носи до живот. До животно? Да, до живот. До животно не издржи трајност. Потоа ни направија, да, и ја првата и после втората, па и направи и го прашаве докторе, дали има шанса детето да пројде. Детето рече, прајте му колку можете и немојте дома физикална терапија. Исто така и во Охрид носев. Во Охрид.
Во Охрид кај Несов ја прашав главниот тој што ја прегледа. Доктор реков, дај ми надеж, дали има надеж за черка ми, дали има шанса да пројде. Одавде навака, остајам ја, што ќе праќа. И што испадна? Тој ми рече, не може ни да каже, ни ќе ојд, нема ни да ојд. Тука рече само Господ. Одлучувај и рече дома правите му вежби. И овде рече носи го, ја го носив дури имав пари. Значи со оваа плата не може да го носам. Значи со оваа плата ја за јадење не може да постигне. А таа сама зема 5300 денари, што може да направи со нејзините 5300, само за памперси не може. Се уште е во памперси. Да, и таа ќе биде во памперси дури жива. Ако го реку, Аллах дека нема да пројде. А ја верува во надежта моја и во надежта нејзина дека има шанса да пројде. Значи ја што не можам дома да седам, не можам, значи стварно не можам поради неа. Ги гледам двете деца си одат, таа немој. Да појдам Турција, а да појдам, ако нема лек во Турција и во другите држави, тога ќе се помири јас со судбината. Тога се мочеча, фала му на Аллах Желешану, кога доста што мој да кажат. Да сака Што сакаш, Злато? да си игра со другари. Сакаш да си играш со другарчињата? Да, Да. Сигурно сакаш и како нив да одиш. да. Тогаш би била најсрекна. А вака, што правиш преку целиот ден? Сакаш игра. Кога ја носеше во Охрид и кога со чаканчето ја удираа по коленцата за рефлексите, што покажуваше нел? Имаше осет, ги збираше на жената. И сега без да ја чукне човек, да ја згаличкат или вака да ја стрга за нож, има тој осет. Што вела докторите на тој поток? Ја ги прашав за ова, реков, да тој има, реков, осет. Ние рече не можеме да кажеме ни не, ни да. Тука, рече само еден Господ, само рече правите и вие дома колку мојте, немојте масажа, физикална терапија, и почесто овде носете. За јас за тука да продолжи да носев, ја нема средства. За во Еразма? Да. Ја целта ми е сега, цела цел, ја неđина за неја сумата да собера и за неја да постигне да не се во Турција. Било која да е болница во Турција. Само да се напата. Последен денар да е неđин, за неја ќе да се потроши. Не сака од тие пари неđини, што ќе се соберат, не сака ниту една игла да купа за внатре за куќа. Или па друго што ми треба туше намешти за куќа. Чи лично сака за неја. И ако не биде во Турција, и далje продолжува. Само за неја. Раим верува во чуда, верува и дека чуда се случуваат на храбрите луѓе. Похрабра од Нил нема да се роди, ке рече тој, нешто таа сето ова го издржува јуначки и како борец. Душата ми се кине, додава Раим, што ја гледа закована за кревет и ке заврши. Нема да се смирам, додека не соберам средства и не ја однесам во Турција за да ја оперираат, а потоа и да умрам нема да жалам, вели тој. Да, и таа имат верба силан, велет, доби, велет, кога чуеме Турција, чува да ја и велет, како ради, ти велет, чуеш, баби, дава гаранција. Ама те, се ја гајре си, каинези, да, велет, че чуеме двајцата, че воиш и ти. Се надева. Да. Ама последна вена Думниковка, ја ќе бара крај. Последна вена. Затоа бевте толку упорен и постојано не пишувавте да дојде. Да, за упорен бев и затоа и да дојдете и што стварно сака лично за не да се потруда ја и да умра, да не ми биде макоти. Сум пробал сегде се однесу, а вака, ако не однесу, многу тешко ќе ми биде. И тешко ми е што не може да седам. Дома само бар да излеза дали цигари да купи или кафе, да се да пие срецел, да замине пласница. За да не ја гледаш? Да, не можам болка. Многу тешко. Голема тежина за неја. Све би направил за неја. Пријатели, непријатели,
роднина, неронина, колку што може да дадат помош. Че мене не ми даваат помош, и мене малку ми даваат помош. Помош ми даваат мене што че нема толку болка да има ја. Нема да биде напнат, отпуштен мало че бе. Почета помош не си ја дава. И зато им се мора и пошироко од Македонија надвор, кој како што може да дони разочерка. Дали било 5 денари, дали било 10, и тоа е од помош. И зато им се мора на сите во Република Македонија, кој колку може да даде помош. Начерка ми што сака да постигне за неја и од тоа не се откажува. До крај ќе ода за неја. И во Турција ја верува дека надешта во Турција ќе ми се исполни желбата, дека зна дека 90% сигурно со има шанса да прави. Тато ми кажа дека сака да те носи во Турција. Да. Што таму би правеле вие? Там мојмета си играме. И? И си играме игра. А дока и докторите? Докторите за мене се грижат. Ке се грижат докторите за тебе? Да. За да можеш ти да одиш, така? Да. Браќата ти бегаат, а ти ги бркаш. Да. Таа игра ти е сега омилена, така? Да. А кога ќе проодиш, веројатно ти ќе бегаш, а тие ќе те бркаат. Да. Може така? Може. Во Германија пратев документи, ја исти ги испратив. Германија побара 100.000 евро. Зашто? За физикално? Физикална терапија и операција да ја правиле наст. А ти треба да кажеш, може, не може. Што да ја прати секој месец операција, не ќе се играат со неја. Ке малу ја болка има се уште друга болка да ми свара. И требало таму да се преселил во Германија. Жител да биде, па така. Ама Турција има, знаеш. Обучени се, поче знаат, справи поче имаат, поискусни се. И затоа се одлучив во Турција. И во Турција да не биде ништо ќе да па во друга држава ќе бара. Заедно. Се додека не провод. Дур вида со мои очи дека ќерка ми заоила по други не 2 недечи. Тога ја и да умрам немам држава. Че знам дека и зато имам и сметка извадено и странска, и македонски има. Да, требаше да извади со доните со вона со телефонски. Ама не може да постигне. Не можам. Уште не знам сума точна ја. За ја да извато, ако ми ја кажат имене точна сума, и ако ми речан мене има шанса дето, донеси го да пројд, тогаш ја важа сметката и ќе ми дадат оттаде мене документ. Дека таа и таа операција, таа и таа физикална терапија толку кошта. За донаторски броеви? Да. Ама сега не можам, ја бев си со овие документи за донаторски број. Ми ја барат сума. Еден ден, кога ќе почнеме да размислуваме за својот мир, ќе престане нашата потрага по среќата и што се мора да направиме за да се случи тоа што посакуваме. Тогаш разбираме дека нечија присутност во нашиот живот е голема работа, ако е со многу емоции и искреност, а потоа и чуда може да се случат, зашто на крајот секогаш ќе биде она што мора да биде. Затоа главата горе и само напред. Уште едно семејство живее тешко. Уште едно семејство ќе го стави своето срце на дланка, бидејќи повеќе не можеше да издржи и затоа бара рака за спас. Ружа Ѓоргиевска е 93 годишна несрекна жена, која многу мала останала без мајка. Затоа била израсната од туги луѓе, а на 14 години била приморана да се мажи за да има покрив над главата. Судбината за место на живење ќе го одреди селото Бањани, каде ќе живее во црковна куќа се до нејзиното распаѓање, но и смртта на сопругот Коста.
Како мајка ќе се осознае само преку посенување на синот, бидејќи сериозната болест на стомакот нема да ја дозвола да роди биолошко дете. Кога останува сама и без куќа и без маж, заминува во куќата на вториот сопруг, довецот Борис, каде дочекува 6 деца, кои од првиот момент нема да ја сакаат ниту неа, ниту нивниот татко, затоа што тој довел друга жена. И можеби од тогаш и започнува пеколот на оваа жена, затоа што нема да има мир во новата куќа. Иако го чувала Борис кога бил болен, па дури и го закопала, после неговата смрт ке рече таа, нема ниту еден ден мир. Баба Ружа веќе е многу стара и нема каде да оди. Често е гладна, жедна, неизбањата и премрзната во зима, а се што посакува е било каква соба, па макар живеела само уште 2 дена во неа, само тие 2 дена да ги проживее мирно и без страв. Со екипата пристигнавме во Чучар Сандево. Денес ќе запознаеме со историјата на баба Ружа, која што тешко живе. Јаде само лепи вегета кога има и тоа. Најчесто е прегладната, премрзната и затоа сака да ја сподели со нас незината животна историја. Баба Ружа, добар ден, јас сум Оливера. Тетка Наде те пријави во Срце на дланка. Тоа е емисија. Нада. Те пријави и ни кажа дека живееш сама и дека живееш тешко. Па ќе ни раскажеш ли како живееш? Како ти е? Што те мачи? Не можу, немам силу. Што ти е тоа во раката? Што е тоа што држиш? Тоа во раката. Маша, Зошто ја држиш? затворам врата. Зошто? Ќе ми отвори врата, ќе ме удави. Ќе ме заколе. Кој ќе те заколе? Тај што ме плаши. Чекај, да ви кажам. Пази. Види ga камен. Ќе ме удави у врата. У врата. Ga чувам камен. У врата. Жау! И ја на земни падна од кревет. Си сплаши. Туго мене ќе му тепа, ќе ме заколе. Ето, да чувам. Затоа се заклучуваш со Машата? С мама. А зашто те плаши? Што сака од тебе? Што сака од тебе тој? Од Бога да најди. Да ме утепа, да не стои овде у куќу. Да му ослободи куќу назад. Тој му плаќа, не ме утепа. Ајде да влеземе, полека. А? Ајде да влеземе. Остави го каменот. Како живееш ти? Како живееш ти? И некои 3-4 години. Нема. Полецка. И нема да го кладим. Не излегуваш од собава? А? Од собава не излегуваш. Од оваа соба не излегуваш. Не. Се плашиш. Тука си плашам. сам. Заклучам. Како живееш? Што правиш по цел ден? Е тако. Седи. Kad nemam drva ići, tako. Sedi bez oven, legni. Pokri se sa stoj kebuša mi ga dalje. Nemam pokrivač. Јадена ли си? Јадеш ли? Имаш ли за храна? Nemam 1 kilo jogurt, to je. Eto, otvorite, vidite. Од кога не си јадена? Sino je kad se stomnilo sa spagetu. Тој кило јогурт, друго немам, ништо. Ништо немам. Зошто не купиш храна? Храна, зошто не си купиш? Сошто? Без паре? Немаш пари? Па немам динар. Свеќе да умру немам да ми се пали. Не ми скриве, Манчо. Не ти е добро? А? Не ти е добро? Не сама, не ми јарно. Се триешу ме страх. Страх. И готово.
Баба Ружа, Ој, тука очигледно е дека не се чувствуваш добро. Имаш ли некоја желба, сакаш ли нешто? најдете некој сопче да живот вадрна доставнije. Само работа не ми лупа. Не е живот тој, кучински живот ега живот. Тој не е, нека не даде Господ никому мој. Ако сум сирота, немам ништо. Зашто да ме узмирава? Што му чиним, што сум дужна ја? Не сум дужна никому. Сакам да ми најдете негде, аман. Не се живи, синко. Верувај. Верувај Бога дека не се живи. Немам кој да ми води ред, нема и готово. Ружа очигледно дека имала тешко детство, без родители, и затоа да не остане на улица морала уште на 14 години да се омажи за да има покрив над главата. Сериозната болест нема никогаш да ја дозволи да стане биолошка мајка, но грижата и залчето ќе го дели со сопругот и синот, кој ќе го исчува од негови 6 недели старост. Сепак, по распаѓањето на куќата во Бањани и женењето на синот, но и смртта на сопругот, таа решението го бара во нов брак за да има каде да живее. Тогаш започнува и најголемиот немир во животот на оваа несрекна жена. Од каде те донеле во Скопје, кога си била мала? Жене ме доведе. У Скопје. А родители имаше ли ти? Родители имаше ли? Од кај ти е потеклото? Немам документ, стари се документи. Каде си родена? Каде сум роден у Морово. Мало сум дојден. Брат ми у дом, мало. Мајка ми млада умрала. Брата ми го однел у дом, мајецко не збори оште. И после подој, не бил тој татко ми ме узеле. Ти да живиш не можеш туј. Ја женска, дете. А од Скопје у Бањане многу сум живела, многу. 50 години нагоре сум живела у Скопје, у Бањане. Тој сум израснала. Кога се омажи, на колку години? На 14. Немал кој да ме чува, кој ќе ме чува. Мораш да идеш. И он немал куќа. Таа е среќа е. Куда да идеш, таа е среќа да чека човека. Тај нема, ја немам. Но чудале. Беше постар од вас мажот? О, он е... Стар бил. Јас сум унука на место. Ама мораш нигде. Куда да идеш женска страна. Немам деца, не од njega немам деца, ја не сам родила. Зошто? Па правена сам операција. Од тумор. Имавте болест? Царски рез. Кана свини што вади стрева, делови, тако од мене ми вадили. Синот ви е посинет? Посинет ми е. Посинет, мало. Малецко. Болна сум ги чула операција. Мало сум гудела. Немало 6 недели. Како ще смо чувале едно друго, продавај, па да купимо млеко да му турам, млеко да го рајнем. И таа ga дала муке. На работа иде, тој у градинку, овој дома у бебе у пелене, на кревет. Кад ќе дојде од работу, обртано бебето на тепек доле. Вика, ќе се утепа, ќе умре, вика, ќе се го главила. Сакам да го дам у село негде, вика, неќу оде. Ќе настане тој дете, ако остане живо, вика, ќе му викам, ова е ти е мајка, таа не ти е. Е така, знама ми шо вика. Она не те родила. Не ти е мајка она. Како вика, не ми е мајка. Она ми е повише мајка, вика, не таа што ме оставила, вика, што ме дала. Како живеевте во Так, Бањани? у црковна куќа сме живеле. Ама стара, сите вика, ние не знаеме таа куќа каде праена. Он бил протоѓер у село. Вика, позиви давал, протоѓер бил, кад бил жив. Ама он од жутица умре.
И таа куќа каде што живеевте во Бањани падна. Падна. После што правевте? И после, дојде за тој. Тука во оваа куќа? Да. Како се викаше човекот тука? Борис. Да. Ливринич Борис се викаше. 6 деца. Зашто се преженил, го замрзаш и njega и мене и готово. Ете и дъндана силно. Дојде син му со зета му на чардак туди. Ние дојдемо, викам, ако сте дошли, викам, што ако сте дошли, викам, куќа е ваша, не е моја. Куќу никој не еде, викам. А ако сте дошли, кој било? Ние сме дошли да ти истерамо. Зашто, бре, викам, куде заиѓу? Куќа е моја. Па не ти го имам куќу твој, викам, бре. Си дошла да ме питаш, али имам да jem, али имам се си мутина избет на татка ти, викам, ја сиротиња. Слугирам, рука не работа, нога не работа. После некој време, кога дојде милиција да ми истерве, и милиција слегна доле, јас слегна и син му слегна доле. И на двор доле га пита, тај син му на ово шумре, га пита милиција, кај работаш ти, викаш ти? Чини вако, не сме да каже. Јас сам га чувал, он не. Таткам. Вика, ја у Канада живеем. Со кого у Канада? Со жена, со деца. 2 сина има. Син му. И добро, че ти у Канада живиш, а татко ти, кој га чува овде? Викам, ја, колко можу. Ја га свучувам, ја га упучувам, ја га бришем, ја га мием, ја га раним апови, лекови му давам, ја пече с руке. Ја, викам, оде ни наспана, ни наедена, он на кревет, викам, ни збори, ни говори, падна, слогиран. Последните години, како што вели баба Ружа, живее многу тешко. Живее сиромашно, гладна и жедна, но најтешко е што е бркана од куќата и не може да заспие од страв. И покрај тешката состојба таа не зема ниту социјална помош, па ако не ја испратат храна, таа останува гладна и по неколку денови. Кога почина и Борис, кога умре, ти како живееше после тоа? Син ми носи се сирома, лијам. Немам зашто, немам пензiju, немам плату. Зашто, ето и сад немам динар. Да умру свеќу немам да ми запалим. Свеќу немам да купам, динар, чорав. Да купам едно чај да направим. Шекер ми донесе, стои од црква, католичку цркву. Ми донесе шекер. Еве ga, у најлон под столицото. И макароне, на кои 2 кесики имам. Kad nemam lep, тој ќе сварам да jem. Нема. Немаш ни со што да купиш храна, немаш Немам со што да купам. Немам со што. Јас знам, душа моја знае. Под вазара немам леп да jem. Немам силу, ќе падну. Очи не видим. Паднам ле жавје од огањ, овде. Гори тепек. Друг жар под кревет. Чури. Ја не видју. Кад барам со рак, вако, барам, жар. Изгоре, 2 прста изгоре. Туго мене. Што прави? Али има и оште. Туго мене. Га тргне со дрво, жив жар од оган падна. Можеш да се запалиш, да изгориш. Ке се запалим, бе. Дрво се скупи. Скупи се. Пола кубник ми га платил. А што е пола кубник? 3 гајби дрвца. Немам зашто си. И да имаш пари, како ќе излезеш да си купиш нешто? Ќе купи дете волку сака ако дојде.
Ако не, најаду, ке се јаву на наду, нека пратим некога да ни купи. Немаш вода, велиш. А како полниш за пиење? Воду? Да, Од чешма ми носи. ти носат. Ми носи. Тие детата кога ќе дојде. Ќе ми донесете воду малку, викам синко, ме грее. Студи. И он имал душа гревота да настиним за мене. Јас сум цара. Данас сам, јутре не сам. А они се млади, зашто викам на ступ да седим за мене? Викам, јас да ги ужнем наврат, тоа е гревота. Ето, од цркву, католичку цркву, те печето малку ми ga дали, вако да кажу. По даски сам газали. Тие ти донесоа и кебе, да се Они ми покриваш. донеле, они ми донеле. Кревет. Они ми донеле, синко. Ете, видиш, тоа ми ga донеле. И кревет. Телевизор ми ga донесе еден човек. На ти, бабо, да гледа, да се занимаваш касирата. Ке гледаш тој колку можеш да гледаш толку. Ке гледам, друго беше, ке се занимавам у njega. А се ги расипам. Па што правиш цел ден? Тако. Седю. Легни, стани, легни. Морам да станju. Да легни да се покрiju. А колко ме боли оде снага, ке скап место, се да лежиш. Ноќови се големи. Ке станju, нервоза ме ваќа, плачу. Па ги запалju. Оган, дрва немам. И што да работам? Тие од католичку цркву, сестрата ги праќа на кој дето, како детево. Ги праќа, иди најдете на кој дрвце и сечете, вика гревота, ке смрзне. Сестрата ги праќа од цркву. Ке дојде, ке ми прати малку шекерче, млекче, ке ми прати од цркву. Тој. Еден пут у месецу два праќал. Овој пут немало, не ми пратил, ни млеко, ни ништо, немало сигурно. Друг никој. Сад никој не иде. Не дај Боже да падне човек. Моите маки не се кажуваат и боз да одеш до Америка, вели баба Ружа. Затоа таа со последните сили се моли да и се најде една соба за макар 2 дена да живее во мир и без страв, а потоа и да умре, вели таа, нема да ја биде жал. Моје не се кажува од овде боса да идеш у Америку. Моје муке не може ги кажу. Не памтю се, не знам, години сам бре. И од страх ќе ти искочи памет. Но тоа ми е живот, ја што кажу живот. На овој век, на овој живот, никој те не пита. А си јелала не. Никој. Уште од душмани да не сам работ. Не ми искочи душа работ, бре. Ќе ме мучи. Да има некој да ме врли у Вардар, у сел ќе улегне. Само да не живу шигато води. Да си истај од овој куќу ја. Кој ќе ми помогне? Ни брат, ни сестра, ништо немам. Пуста сум. Со све. Барем на кој динар да имам. Да ми даде леп да ми купи. Ноге не ќел. Најдете ми некој сопче да се спашу 2 дана, достани се работ. Се плашу ноќом. Видиш Господ како кажува. Сам гледала книги на час. И ги питам, зошто се овие книги што ги преврляте вие на сон? Епа, кад ќе бидне работа, тад ќе ти кажемо мене. Ќе идемо сад. Ете, вие дојдесте. Видиш ка се прекажува. Кога ни е тешко, луѓето токму тогаш не оставаат сами, без ничи глас и утеха, без рамо и поддршка. Тогаш разбираме дека животот не е мет и млеко и дека секој ден има тежок, горчлив вкус,
вкусна борба за утрешниот ден. Сепак има смисла да веруваме во новиот ден и добрите луѓе, затоа да не дозволиме никому таа надеж да ни ја уништи. Видовме колку тешко живеат двете семејства кои пред малку го ставија своето срце на дланка, но надежта е таа која што последно умира во мракот. Интересно е колку тоа малку утре може да го искомпензира големото вчера. Затоа да ги оставиме работите кои што се зад нас и да гледаме напред со крената глава. Напред со крената глава. Од утре ќе одат и двете семејства кои го ставија своето срце на дланка. Верувам дека ќе бидеме нивната водилка и нивната надеж, затоа што нашето малку некому може да значи се. Ружа Ѓоргиевска е 93 годишна несрекна жена, која многу мала останала без мајка. Затоа била израсната од туги луѓе, а на 14 години била приморана да се мажи за да има покрив над главата. Судбината за место на живење ќе го одреди селото Бањани, каде ќе живее во црковна куќа се до нејзиното распаѓање, но и смртта на сопругот Коста. Како мајка ќе се осознае само преку посенување на синот, бидејќи сериозната болест на стомакот нема да ја дозвола да роди биолошко дете. Кога останува сама и без куќа и без маж, заминува во куќата на вториот сопруг, вдовецот Борис, каде дочекува 6 деца, кои од првиот момент нема да ја сакаат ниту неа, ниту нивниот татко, затоа што тој довел друга жена. И можеби од тогаш и започнува пеколот на оваа жена, затоа што нема да има мир во новата куќа. Иако го чувала Борис кога бил болен, па дури и го закопала, после неговата смрт ке рече таа, нема ниту еден ден мир. Баба Ружа веќе е многу стара и нема каде да оди. Често е гладна, жедна, неизбањата и премрзната во зима, а се што посакува е било каква соба, па макар живеела само уште 2 дена во неа, само тие 2 дена да ги проживее мирно и без страв. Душа со душа се поврзува и се раѓа чисто ново битие, кое не бира ниту ден, ниту час за негово создание, и кој сум јас ке рече Раим да му ја земам душата на тоа суштество, ако Бог одлучил тоа да се роди. На денес 8 годишната Нил, уште во утробата на мајка си било откриено дека ќе биде поразлична од другите деца. Сепак уште тогаш Раим можеби ќе го одберал потешкиот пат, но ќе докаже дека нема да оди против волјата на Господ. Се раѓа Нил, за жал со диагноза која веднаш ќе ја однесе во операциона сала. Таа и до ден денес нема да ја дозволи да проводи како своите братчиња. Таква е судбината на овој несреќен татко, кој како дете сиромашно живеел во селото Пласница. Откако создава семејство, сложните селани консолидирано му градат нова куќа во село Преглова. За жал во таа куќа ова семејство не може да биде среќно, зашто жалот што и Нил не може да има безгрижно детство како останатите деца. А Раим е единствениот што носи минимален приход дома и кој е доволен само за да го прехрани семејството. За терапии, третмани и операции во странство е принуден да се обрати до јавноста, за да ја помогне на својата ќерка. И ќе рече, нема да се смирам, додека не ја видам ќерка ми на носе. Со екипата пристигнавме во Чучер Сандево. Денес ќе запознаеме со историјата на баба Ружа, која што тешко живе. Јаде само лепи вегета кога има и тоа. Најчесто е прегладната, премрзната и затоа сака да ја сподели со нас незината животна историја. Баба Ружа, добар ден, јас сум Оливера. Тетка Наде те пријави во Срце на дланка. Тоа е емисија. Нада. Те пријави и ни кажа дека живееш сама и дека живееш тешко. Па ќе ни раскажеш ли како живееш? Како ти е? Што те мачи? Не можу, немам силу. Што ти е тоа во раката? Што е тоа што држиш?
Тоа во раката. Маша, Зошто ја држиш? затворам врата. Зошто? Што да Ќе ми отвори врата, ќе ме удави. Ќе ме заколе. Кој ќе те закола? Тај што ме плаши. Чекај, да ви кажам. Пази, пази. Види ga камен. У врата. У врата. Ga чувам камен. У врата. Жау! И ја на земни патна од кревет. Си Туго сплаши. мене. Туго мене ќе му тепа, ќе ме заколе. Ето, да чувам. Затоа се заклучуваш со Машата? Смам. А зашто те плаши? Што сака од тебе? Што сака од тебе тој? Од Бога да најди. Да ме утепа, да не стои овде у куќу. Да му ослободи куќу на сега. Тој му плаќа, да ме утепа. Ајде да влеземе, полека. А? Ајде да влеземе. Устај го каменот. Како живееш ти? Како живееш ти? И некои 3-4 дојде. Нема. Полецка. И нема да го најдем. Не излегуваш од собава? А? Од собава не излегуваш. Од оваа соба не излегуваш. Не. Се плашиш. Тука си плашам. сам. Заклучам. Како живееш? Што правиш по цел ден? Тако. Седи. Kad nemam drva ići, tako. Sedi bez oven, legni. Pokri se sa stoj kebuša mi ga dalje. Nemam pokrivač. Јадена ли си? Јадеш ли? Имаш ли за храна? Nemam 1 kilo jogurt, to je. Eto, otvorite, vidite. Од кога не си јадена? Sino je kad te stomnilo sa svagetu. To je kilo jogurt, drugo nemam ništa. Ništa nemam. Зошто не купиш храна? Храна, зошто не си купиш? Сушто? Без паре? Немаш пари? Pa nemam dinar. Svijeće da umru nemam da mi se pali. Ne mi krive da nađu. Не ти е добро? A? Не ти е добро? Nije sama, ne mi jarno. Se triješu me strah. Strah. I gotovo. Баба Ружа, Oj, тука очигледно е дека не се чувствуваш добро. Имаш ли некоја желба? Сакаш ли нешто? najdete некој сопче да живу 2 дена доставнije. Само работа не ми лупа. Не е живот тој, кучински живот ја го живу. Тој не е, нека не даде Господ никому мој. Ако сум сирота, немам ништо. Зашто да ме узмирава? Што му чиним, што сум дужна ја? Не сум дужна никому. Сакам да ми најдете нигде, аман. Не се живи, синко. Верувај. Верувај Бога дека не се живи. Немам кој да ми води ред, нема и готово.